Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Превентивни заштитни мерки за дополнителна дезинфекција ќе се преземат во детската градинка Павлина Велјанова во Кочани. Причина за тоа се позитивните 9 на вработени, чии резултати беа добиени со скрининг тестирањето што беше направено минатата недела. Според официјалните податоци од ресорното министерство, во текот на изминатите 24 часа регистрирани се уште 2 лица кои се позитивни на вирусот. Тони Ајтовски ги има деталите. Во сите објекти на градинката Павлина Велјанова во Кочани ќе се направи вонредно дезинфицирање и чистење како превентивна мерка против ширењето на коронавирусот. Акцијата е резултат на новите 9 позитивни лица вработени во градинката, кои беа откриени во неделата со скрининг тестирањето, што беше направено минатата недела. Ние како локална самоуправа се договоривме заедно со директорката на установата Павлина Велјанова да од денеска започнеме со комплетно вонредно дезинфекција на сите објекти и со тоа сметам дека ќе превенираме доста работи со кои што можеме да спречиме исто и понатамошно ширење на COVID-19. Како превентива, заедно со уште 25 други лица кои се нивни блиски од семејствата, 9 вработени во градинката во наредниот период ќе останат во домашна изолација. Директорката на Павлина Велјанова, Едита Миткова, во телефонски разговор за Канал 8 кратко изјави дека поради најавата за отворање на градинките, вработените наизменично и во мали групи биле повикувани на работните места, при што добивале насоки за почитување на мерките и за носење заштитна опрема додека се средуваат просториите. Сите постапувале според протоколите и ги запазувале насоките донесени од Комисијата за заразни болести. За вработените во градинката биле обезбедени дезинфекцијски средства и заштитна опрема. Миткова додаде дека скринингот за вработените бил повеќе од неопходен, а добиените резултати покажале оти сериозно мора да се пристапува кон сите мерки за заштита. Поради порастот на бројот на позитивни на коронавирусот, за во вторник е закажана нова седница на Општинскиот кризен штаб на Кочани, на која треба да бидат утврдени дополнителни активности за заштита на граѓаните. Викендов почнаа градежните работи на новото детско игралиште во трговскиот центар во Кочани. Се работи за инвестиција од буџетот на општината, а изградбата треба да се комплетира за околу 3 месеци. Општина Кочани ја почна реализацијата на проектот за изградба на детското игралиште во трговскиот центар, на кое се чекаше извесен период, со оглед што дури по третиот јавен повик беше добиена соодветна понуда од заинтересираните изведувачи. Игралиштето се гради на површина од 460 метри квадратни во продолжение на плочникот на јужната страна од трговскиот центар. Изведувачот ги започна земјените работи, а новиот терен за детска игра ќе добие модерни реквизити, гумена подлога, зеленило, бехатон патеки, урбана опрема и осветлување со 4 парковски столбови. На овој начин ќе се реши уште еден сегмент во уредувањето на еден од најпрометните простори во централното градско подрачје. Трговскиот центар е петата локација на која се гради детското игралиште. Веќе се готови оние во Грдовци, на улицата 1 мај во Белското Маало, во населбата Драчевик кај социјалните згради и малата инсталација спроти ветеринарната станица, каде ќе биде поставен и нов асфалтен слој на теренот пред стамбените згради. Сепак, за рекордно време откако беше изградено, вандалско однесување кон новите реквизити и урбаната опрема беше регистрирано на детското игралиште во населбата Драчевик, поради што градоначалникот Николчо Илиев упати повик за посовесно и поодговорно однесување на жителите од стамбениот комплекс. Паралелно со детските игралишта се уредуваат и повеќе наменските игралишта во Тракање, Грдовци и Прибачево. Сите тие се градат со средства од буџетот на општина Кочани, а се издвоени и 3 милиони денари за реконструкција на останатите игралишта во градот и во населените места, како и за целосна реконструкција на детското игралиште во населбата Бавчалук. По реакцијата и поднесеното барање до градоначалникот и општината за дислокација на хаварисаните возила кај зградата на Бетон, градоначалникот Илиев и представници од Оделението за внатрешни работи Кочани
направија увид во проблемот кој овие станари го имаат со години. Поголем дел од возилата се преместени. Остануваат уште 16 кои ќе бидат дислоцирани. Станарите презадоволни и благодарни на брзата реакција на градоначалникот и надлежните служби за решавање на проблемот. Веднаш по реакцијата на станарите на зградата кај Бетон за дислоцирање на хаварисаните возила позади зградата кои стојат со децении, градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев и надлежните од Оделението за внатрешни работи веднаш излегоа на терен и се зафатија и ангажираа да им помогнат и да им излезат во пресрет на овие граѓани, со што конечно би се ставило крај на деценискиот проблем. Хаварисаните возила не само што им го узурпираат просторот за влез во подрумите на зградата, туку навлекуваат кучиња, мачки, змии, од што станарите стравуваат за својата безбедност. Градоначалникот Илиев информираше дека поголем број од возилата веќе се преместени. Остануваат помал број за дислокација. Разговаравме и со надлежните од полициската станица Кочани, кои што треба дел од работата да ја завршат, а тоа е да ги подигнат возилата и да бидат однесени на места кои што веќе се определени од страна на локалната самоуправа, а тоа е поранешната касарна, таму каде што е сместена противпожарната единица. Таму веќе во изминатиот период сместивме 40 на возила и овде, како што сум информиран, се работи за 16 возила. По разговорите што ги имам со надлежните, дека во текот на денешниот ден ќе отпочне постапката со пренесување на остатокот, односно на овие 16 возила и да просторот кој е овде биде ослободен и секако на нас ни се овозможи како локална самоуправа да го уредуваме на начин на кој што сметаме дека ќе ги задоволи потребите на граѓаните кои што живеат во овој дел. Станарите кои излегоа лично да му го искажат проблемот на градоначалникот, упатија благодарност до него и до општината и до Оделението за внатрешни работи за брзата реакција во решавање на проблемот. Го сме благодарни на нив, треба да ги тргнат. Многу фала и нема што да кажеме. Сопират тука мачки, кучиња, се тука. И нема што да се каже, фала му на градоначалникот што дојде да ги тргнат. Во однос на второто барање за уредување на просторот пред зградата, градоначалникот Илиев истакна дека откако ќе биде решен првиот проблем со хаварисаните возила, дополнително ќе се направи увид во деталниот урбанистички план и откако КЈП Водовод ќе го исчисти просторот, ќе се види дали истиот ќе биде преуреден во парк или во паркинг за возилата на станарите. Продолжува уривањето на старите објекти на улицата Стево Теодосиевски за да се обезбеди простор за изградба на планираното булеварско решение. Останува да се реши експроприацијата на уште 4 објекти, а привремено исчистениот простор ќе биде наменет за паркинг. Општина Кочани викендов го продолжи уривањето на старите градби на улицата Стево Теодосиевски на просторот во близина на спортската сала кај гимназијата, со што овозможува реализација на проектот за нејзино булеварско решение. На потегот, чија должина изнесува околу 300 метри, преостанати се уште 4 објекти, за чија експроприација ќе одлучува надлежниот суд. Согласно урбанистичкиот план, улицата Стево Теодосиевски е предвидена како булеварско решение, каде што ќе имаме 4 ленти, 2 во еден правец, 2 во друг правец, со разделно зеленило. Така да сега започнавме со расчистување на теренот и додека се почне со реализација на самото булеварско решение на улицата Стево Теодосиевски, се предвидуваме овде да направиме привремено паркинг простор, каде што ќе можат граѓаните кои гравитираат на овој дел да ги паркираат своите возила. Исто така, за следување на централното градско подрачје, предвидено е оваа година и асфалтирање на улицата Петровденска, која се наоѓа позади зградите, ова што е Бурик Джилната Беличев, со што централното градско подрачје ќе добие еден сосема нов изглед. Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев истакна дека метежот по улиците Стево Теодосиевски и Тодосија Паунов ќе се решава со изградба на нови кружни текови. Со тоа централното подрачје на градот ќе добие урбан изглед, а сообраќајните потешкоти треба да бидат надминати. Покрај рушењето на објектите кај кои што е завршена веќе експроприацијата, се работи, односно е изберен и проектант за проект на улицата Ленинова, со што ќе се завршат и сите подготвителни работи за завршување на оваа улица.
очекувам дека во наредниот период да забрзано ги расчистиме и другите објекти кои што не се расчистени во делот на експроприацијата, со што ќе не се возможи непречено завршување на оваа улица. Овде сакам да напоменам дека во тек е изработката и на проект за целосна реконструкција на булеварот Тодосије Пунус, каде што ќе се реши целокупниот сообраќај со кружни текови и со завршувањето на Ленинова ќе добиеме едно комплетно булеварско решение, решено со кружни текови, кои што ќе овозможат побрз и побезбеден сообраќај и секако побезбедно движење и на пешаците. Градоначалникот Илиев истакна дека додека да се реализира изградбата на булеварското решение на Тодосија Паунов, привремено на целиот простор ќе се уреди паркинг простор, што исто така ќе биде зацртан и во новиот проект за средување на целиот простор. Со пробивањето на втората коловозна лента на улицата Стево Теодосиевски, општината ќе реши еден од најголемите сообраќајни проблеми со оглед што објектите овде повеќе децении стоеја во руинирана состојба, создаваа грд изглед и беа опасност за пешаците, меѓу кои голем дел се и ученици. Општинската организација на СДСМ од Кочани одржа пресконференција на која стана збор за актуелните состојби и мерките за заштита од коронавирусот, како и за нападите од опозицијата за начинот на справување со здравствената криза. Сите функционери на СДСМ кои имаат добиено решение за самоизолација ги почитуваат и задолженијата беспрекорно се спроведуваат. И нашиот сограѓанин Миле Левков повторно во неококузелски и малариски стил си прави филмови на сметка на граѓаните. Поради здравствената криза на граѓаните им поделивме повеќе од 2000 маски. Поделивме стотинак пакети и ќе продолжиме со акциите според правилата и на начинот соодветен за заштита на спречување на заразата. Нашето раководство во услови на криза работи за граѓаните по правила кои се утврдени на страната на влада на СДСМ. Најодговорно тврдам дека сите протоколи се запазени при секоја средба, а состаноците со подпредседател кој е позитивен или со дел од раководството не сме имали. Секој што имал контакти, како што видовте на телевизија, во изолација и тестиран. Како партија, повеќе пати покажавме совесност и почитување на протоколите, па макар цела влада била во карантин. Левков, дали мислиш дека за ситни политички поени некој ќе си го ризикува своето семејство и своите најблиски? За ваква глупост да смислиш треба да си подготвен да ја направиш, на што ти очигледно си. Во кое е својство повикваш на тестирање? Како епидемиолог, лекар, тлукаш по своите сограѓани и поентираш на сметката на здравјето на луѓето. Приказните имаат крај. Исто како што дојде крај на твојата. Лагите се обезличени. Заедно со граѓаните можеме и знаеме, затоа одиме на избори и враќање во нормала, каде одговорноста ќе биде на прво место. Им посакувам брзо оздравување на нашите сограѓани, кои се позитивни на COVID-19 и убеден сум дека ќе успееме. Заедно ќе го осовладаме невидливиот непријател. Затоа сите да носиме маски, да држиме дистанца и редовно дезинфицираме. Да го штитиме нашето здравје, а со тоа ќе го заштитиме здравјето на тие околу нас. Воедно најавувам дека против Миле Левков ќе биде поднесена кривична пријава до надлежните институции. Вистинско сквернавење и чист вандализам на споменикот на пандатите борци од Народно-ослободителната борба во село Мородвис, Зрновци. Наместо петокраката која беше ставена при изградбата на споменикот, несовесни лица нацртале ѕвездата од Виргина. Случајот е пријавен во полиција и се работи на пронаоѓање на сторителите. Во чест и слава на паднатите борци за време на Народно-ослободителната борба, лани беше откриен споменик на плоштадот во село Мородвис по повод смртта на тројцата погинати борци од истото село: Теодосија Костадинов Крстев, Трифун Вангелов и Илија Танев. Општината Зрновци начело со градоначалникот Блаже Станков и представници на Сојузот на борци од Кочани се поклонија, одадоа чест и положија цвеќе на споменикот.
При тоа забележаа негово сквернавање, односно на местото каде стоеше петокраката, сега е нацртана ѕвездата од Вергина. Символот е избрусен, а од корната е петокраката, што, како што вели градоначалникот Блаже Станков, ова е вистинско сквернавање и чист вандализам и директно бришање на поновата историја. Станков за Канал 8 истакна дека уште веднаш случајот го пријавил во полиција и се работи на разоткривање на сторителите, а повторно ќе биде нацртана петокраката, како што си беше поставено лани. Инаку споменикот беше подигнат со обележјата на Народно-ослободителната борба, уградувајќи петокрака како символ на партизаните. Бидејќи споменикот доаѓа од поново време, кога Македонија е независна земја, а во духот на патриотските чувства, на самиот споменик е изгравирана картата на независна Македонија. Споменикот е посветен на паднатите борци на Народно-ослободителната борба, бидејќи тие тројца млади борци ги дадоа своите животи за слободна Македонија. Од крвавата борба ќе израсне слободна македонска држава, а слободниот народ, мобилизирајќи ги сите снаги, се вклучува во изградбата на нашата држава, да направат од неа среќна татковина на среќен народ. Оштетените или загубените картички за зелена нафта што Министерството за земјоделство им ги додели на земјоделците лани, треба да се пријават најдоцна до 12 јуни, како истите би биле заменети со нови. На овој начин, Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството ќе има увид на кои корисници картичките им се неупотребливи и навремено преку економскиот оператор ќе може да им изработи нови картички. Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој ги информира сите земјоделци кои минатогодишните картички за зелена нафта ги оштетиле или загубиле. Истите најдоцна до 12 јуни да ги пријават во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, од каде лани им беа доделени, со цел да им се изработат нови. На овој начин, агенцијата ќе има увид на кои корисници картичките им се неупотребливи и навремено преку економскиот оператор ќе може да им изработи нови картички. Нови картички ќе добијат и оние земјоделци кои за прв пат оваа година се стекнале со право на користење на оваа мерка. Оние земјоделци кои правно законски се стекнаа со право на користење на мерката зелена нафта и на кои картичките им се во ред, истите ќе им бидат надополнети со нови средства. Кој колку средства ќе има на картичките ќе зависи од видот на производството и од културата која ја пријавиле за субвенции. Со персонализираната картичка за зелена нафта и со расположливите средства ќе може да се точи исклучиво евродизел гориво за земјоделска механизација. Годинава преку оваа мерка се покриваат 50% од производниот трошок кој е утврден согласно методологијата, а на сметките на околу 60.000 земјоделци ќе бидат вратени 280 милиони денари. Со овие средства директно се влијае на намалување на производствениот трошок што го имаат земјоделците, а со тоа домашното земјоделско производство станува поконкурентно на пазарите. Почитувани, со временската прогноза ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.